Во ова второ издание на утринската емисија за оваа недела ќе поразговараме на повеќе теми од областа на спортот, се она што е поврзано со спортските објекти и терени во општина Велес. За таа цел гостин во студиото на К1 е господинот Александар Табаков, директор на јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти Парк Спорт Велес. Господине Табаков, јас ке ви посакам добро дојдовте во утринската емисија на К1. Добро утро, Ања. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите на К1 телевизија. Така, јас најпрво разговорот наш би го започнала да им кажеме на нашите гледачи малку подетално со што всушност стопанисува Парк Спорт. Точно така, да почнеме. Значи, најнапред, јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти Парк Спорт Велес е формирано со одлука на Советот на општина Велес уште во 2005 година. И во тој момент стопанисува со два спортски објекти, тоа е спортската сала во тоа време Парк и салата за гимнастички спортови Партизан. Со текот на времето спортската сала Парк се преименува во спортска сала Гемиджи. Дополнително ги добиваме на стопанисување градскиот стадион во Велес, помошното фудбалско игралиште и од најскоро е двојниот тениски терен Андон Ќосет. Значи во моментот стопанисуваме со 5 спортски објекти. Така. Ќе започнеме со малку со активностите кои што се реализираат во спортската сала Гемиджи. Треба да се изврши замена на кровната конструкција. Малку да започнеме со конструкцијата. За каков проект всушност станува збореве да им објасниме на нашите гледачи? Така, значи во програмата на владата на Република Македонија преку Агенцијата за млади и спорт веќе овој проект е подолго време најавуван и од страна на директорот на Агенцијата за млади и спорт. Значи, она што во моментов можеме да кажеме дека веќе е започната постапка, односно избор за најповолен понудувач за изведување на овој проект. Значи, веќе огласот е објавен, веќе се јавуваат заинтересирани изведувачи на овој проект, за реализација на овој проект. Рокот за изведба е во декември 2017 година, значи до тогаш треба да биде завршен овој проект и конечно спортската сала Гемиджи да го реши еден од најесенцијалните, еден од најважните проблеми кои што ги има уште од самата изградба на овој објект. Значи оваа сала прокиснува уште од самата изградба. Значи се решува едно горливо прашање за сите рекреативци, сите спортисти кои што го користат овој спортски објект. Ние, како јавно претпријатие во рамките на нашите можности, го решаваме тој проблем онака како што знаеме. Имавме мали проблеми, значи ни прокисна повторно спортскиот објект, меѓутоа еве од поново повторно ги наместивме оние познати завелешани најлони, значи веќе повторно ги поставивме за да заштитиме, за да можат без проблем и без попречување да се реализираат сите планирани содржини и активности кои што се планирани во спортскиот објект, без при тоа да може прокиснувањето на салата да оневозможи редовно користење. Што е главната причина за цел овој проблем? Зошто пак се повторува сето тоа? Проблемот е затоа што самата кровна конструкција е премногу комплексен проект, односно е премногу сложена и изградена. Значи, се работи од повеќе елементи, значи од она плехана кровна конструкција, плексиглас моменти, значи каде што има премногу број на споеви, тие споеви кои што дотраале сепак од 80-тите години оваа сала, 82-та, 81-та година, така да повеќе од 35 години се поминати и навистина веќе е дотраено, веќе е изамортизирано и веќе очекувано е веќе да попушта некаде, а сето тоа мора и да се обнови и да се санира. Така се надевам дека што поскоро се ќе се реализира успешно. Неодамна имаше најави дека треба да се започне реконструкцијата на соблекувалните и помошните простори во спортската сала Гемиджи. Ајде малку да продискутираме и за оваа тема. Кои се предностите, кои предности ќе ги добијат сите граѓани што спортуваат во овој комплекс? Така, значи најнапред да почнеме од каде оваа приказна започна. Со влегувањето на новиот спонзор во клубот за мал фудбал Велес. Значи, досегашниот селектор на репрезентацијата во футсал на Република Македонија Васко Скендеровски, со неговото влегување во овој клуб
овој клуб навистина доби поголеми аспирации, значи покрај учеството во Лигата на надпреварување во Република Македонија, значи амбициите се да учествува и во надвор од Македонија, значи во европските клубови, во купови во Лигата на шампиони. Така да спортската сала во моментов не ги исполнува сите оние барани карактеристики и стандарди кои што се потребни за одигрување на надпревари од овој тип, значи од повисок тип на надпреварувања. Ние седнавме на маса, разговаравме заедно со тимот на Скендеровски, исто така разговаравме и со градоначалникот на општина Велес. Направивме еден план и потребни приоритетни активности кои што треба да се реализираат за реализација на овој замислен проект. Веќе се ставени на хартија и веќе одскоро очекуваме еден меморандум за соработка да подпишеме помеѓу клубот за мал фудбал Велес, заедно со општината Велес, јавното предпријатие и веќе да отпочнат сите замислени активности кои што треба да се реализираат. Тука влегуваат, значи, целосна санација, реконструкција на трите гардероби кои што бидејќи едната веќе не е санирана и реновирана, значи трите гардероби во спортската сала, судиската гардероба, помошната гардероба, соба за делегат, клубска просторија, прес сала, значи навистина поголем број на активности кои што ќе бидат реализирани со овој проект и за жал не можат сите наеднаш да се реализираат и мора да одат етапно со одредена динамика. И би сакал во овој момент да напоменам дека во тој пакет на активности кои што беа замислени влегува и еден исто така горлив проблем и проблем кој што е од самата изградба на спортскиот објект, значи затоплување на спортската сала Гемиджи. Нешто што никогаш не се случило, значи никогаш спортската сала Гемиджи не била затоплена. Сепак, тешко е сето тоа затоа што е стварно навистина голем објект и верувам дека за најскоро време ќе успеете и тоа да го направите. Точно така, замислите се веќе од скоро време да имаме затоплена сала се во интерес и на спортот и на рекреативците кои што користат овој објект. Дали ова затоплување и побарање на сите оние кои што се активни во спортскиот центар? Точно така, значи најнапред и самите лиги кои што се надпреваруваат побаруваат одредени стандарди, меѓутоа за жал не можеме да ги исполниме тие услови. Бројот на рекреативци и активности, генерално спортски активности кои што се случуваат во овој спортски објект, како доаѓаат оние се пониски температури, бројот на активности ни се намалува. Значи верувам дека доколку условите би биле поинакви, активностите ќе си останат на исто ниво како и во пролетниот, во есенскиот дел. И нели активностите кои што се биле планирани ќе се реализираат во целост. Така. Ќе се навратам малку и на прашањето во првиот одговор ми дадовте дека Парк спорт стопанисува и со градскиот стадион. Малку ќе се префрлиме од затворена на отворена. Што е она што во последниот период се случува на градскиот стадион во Велес? Еве, кои се оние новости кои што се случи? Така, значи градскиот стадион од неодамна е доделен на јавното предпријатие за стопанисување. Граѓаните знаат дека долг временски период беше без стопанственик, да кажеме дека без некој кој што се грижи и кој што го одржува, беше оставен на група на ентузијасти кои што се грижа само иницијативно за овој спортски објект. Конечно, од пред 2 години јавното предпријатие го добри на стопанисување овој спортски објект и ние интензивно и активно се грижиме за неговото тековно одржување. Знаете дека поставена е висококвалитетен терен, вештачка трева, кој што има 3 звезди, кој што наистина може да се одигруваат и надпревари од Лигата на шампиони. На самиот тревен терен говориме, значи не правиме мовет за целокупната инфраструктура на спортскиот објект. Значи се грижиме за целокупното одржување на овој објект. Знаете, граѓаните исто така се информирани дека пред една година се изврши целосно реновирање на двата спрата од градежниот објект, значи целосно реновирање на сооблекувални гардероби, помошни простори, допинг, канцелари, судиски канцелари, судиски сооблекувални, значи комплетно беа реновирани двата спрата од помошниот објект кој што се наоѓа таму, се со единствена цел за да можеме да ги зголемиме
критериумите кои што се побаруваат за одигрување на надпревари од повисок ранг од повисока категорија надпреварување, односно во овој момент таму без никаков проблем може да игра и репрезентацијата на Република Македонија и младинската и сениорската. За жал, оној трибински дел се уште не дозволува активно да започнеме со реализација на овие активности. Меѓутоа, интересот кај граѓаните е огромен. Значи, во моментов тренираат фудбалските школи и академии, диспрезираната паралелка која што е по фудбал во гимназијата Кочо Рацин, двата клуба кои што се надпреваруваат во трета лига, дел од надпреварите од општинската лига и навистина е искористен овој објект. Слободните термини, особено во летниот период, ги издаваме на заинтересирани рекреативци кои што користат овој спортски објект и навистина сметам дека како спортски објект е доста искористен, функционален и доста интересен за граѓаните на општина Велес. При тоа, ние како јавно предпријатие, внимавајќи на часовите реализирани на тревнатиот дел, за да ги задоволиме оние потребни часови за да го исполниме гарантниот рок кој што ни е даден, значи од 8 години, кој што го даде изведувачот односно фирмата која што го поставуваше теренот од вештачка трева, дава гаранција од 8 години и одреден број на часови кои што треба да се реализираат годишно на овој спортски објект за да таа гаранција важи. Така да ние се придржуваме кон тој рок и гледаме максимално што можеме во тој термин, во тие термини да ги дадеме на нашите заинтересирани корисници. Така. Салата за гимнастички спортови исто така мораме да ја споменеме тука. Партизан исто така е дел од Парк спорт. Се работеше ли нешто и во овој спортски терен? Значи салата за гимнастички спортови првенствено намена е гимнастика. Така. Значи во самата сала, значи во објектот имаме ангажирано лице кој што се грижи за извршување на тренинзите по гимнастика. Имаме понеделник, среда и петок од 17 часот тренинзи за сите заинтересирани родители кои што сакаат своите деца да ги запишат на гимнастика, слободно може да се обратат или во спортската сала Партизан или кај нас во јавното предпријатие, значи навистина не е проблем. За сите оние кои што сакаат своите деца да ги запишат на гимнастика, слободно може тоа да го направат. Во моментов таму тренира и во вторник и четврток тренира и боречкиот клуб Борец. И сите останати, тоа се однесува за салата внатре, меѓутоа оние гардероби, санитарни јазли и слично се користат за потребите на градскиот стадион. Значи тоа сакав да го напоменам како активност, затоа што активностите кои што ни се на градскиот стадион се навистина големи. Единствена можност за да можеме да им удоволиме на сите заинтересирани корисници, затоа што не можеме сите да ги примиме во помошниот објект кој што е на градскиот стадион. Значи ги користиме и гардеробите и санитарните јазли на салата за гимнастички спортови Партизан во време кога не се тренинзите на дечињата, значи да нема попречување и нарушување на редовниот тренажен процес. Така. Ете, споменавме повеќе спортски терени, но ќе го споменам тука и тенисот, кој што е актуелен меѓу велешани, но не толку како кошарката, фудбалот и ракометот. Дали со изградбата на двојниот терен на велешани им се смени мислењето, а и сликата воедно на градскиот парк и низ нашиот град? Точно така, значи двојниот тениски терен Андон Ќосето на јавното изграден е пред извесен временски период, на јавното предпријатие е доделено за стопанисување. Ние се грижевме и претходно за овој спортски објект, меѓутоа официјално веќе ние стопанисуваме со овој спортски објект. Значи интересот кај граѓаните, кај нашите сограѓани за тенисот е огромен, морам да кажам. Значи дури имавме и проблеми како да знаете дека граѓаните знаат дека користењето беше бесплатно. Со одлука на Советот на општина Велес продолжува. Мислам дека течеше со закажување на термини. Така. Значи дали имаше заинтересираност? Јас не знам, не сум информирана толку за Точно за така, тоа. значи една од причините за да воведеме ред во користењето е пријавувањето на сите заинтересирани кои што сакаат да користат
термини затоа што интересот беше огромен и не можевме на сите да им овезмежиме термини. Па се случуваше луѓе кои што се пријавуваат да добијат термини за наредната недела. Значи ако се пријават во текот на оваа недела, дури за наредната недела да добијат термин, значи интересот беше голем. Морам да напоменам дека приоритет има и ќе има и понатаму тенискиот клуб Борец, кој што најнапред побаравме да ни достават термини кога ќе ги реализираат своите тренажни процеси, за да можеме сите останати термини да ги понудиме на нашите сограѓани кои што сакаат да рекреираат. Значи би сакал да напоменам и понатаму, иако привршува оваа сезона, значи се уште користењето на овој спортски објект е бесплатно. За наредната сезона очекуваме дека ќе продолжат овие активности и понатаму и со надеж дека ќе започнеме да ги користиме и оние рефлекторски системи кои што се таму, за да можеме што поголем број на термини, што повеќе наши сограѓани да можат без проблем да си закажуваат термини и да го користат овој спортски објект. Значи, кажавме за спортската сала, кажавме за фудбалскиот терен, за тениското игралиште, но исто така би сакала да напоменам и за фитнес зоната која што ја доби Велес. Колку граѓаните на Велес се заинтересирани за оваа фитнес зона, бидејќи мислам дека у скоро време ја добивме, дали заинтересираноста на сите овие спортски терени е задоволителна? Тоа ми беше и прашањето. Апсолутно, значи можам да кажам дека со секој нов објект кој што се прави во спортскиот парк генерално се допринесува за дополнителен развој на спортско-рекреативниот центар кој што се наоѓа во градскиот парк. Конкретно за фитнес зоната можам слободно да кажам, затоа што сум не речиси секојдневно сум таму, поминувам покрај таа фитнес зона. Ќе кажам дека е еден од најискористените спортски терени кој што е направен, во смисла дека во раните утрински часови речиси сите справи се зафатени од повозрасната категорија на наши сограѓани кои што рекреираат, пешачат на онаа патека која што е во градскиот парк, значи наутро ја користат повозрасните наши сограѓани, на попладне да кажам дека сите оние помлади, активни наши сограѓани кои што сакаат да спортуваат, кои што трчаат, кои што вежбаат нови справи, можам да кажам дефинитивно дека е сосема целосно искористена оваа фитнес зона и таа фитнес зона всушност го надополнува сето она што сакаме и ние да го направиме како приказна во спортскиот центар, дека полека но сигурно граѓаните се враќаат во градскиот парк, во спортската сала Гемиџи се отвараат различни содржини, различни активности, различни... Токму и следното прашање, јас извинете што ќе ве прекинам, ќе сакам да кажеме малку и за ноќниот живот, поточно за сите оние ново отворени кафичи. Значи, градот Велес заживува и всушност и на мала површина, тоест во градскиот парк. Се отворија повеќе кафичи, како што кажав. Еве, што всушност значи ова за нашиот град и за велешани? Така, значи, еден од императивите на јавното предпријатие беше и се уште е да го повозрастните граѓани се сведоци на тоа, да го возврати тој поранешен сјај на тогаш на СРЦ 25 мај и на градскиот парк генерално, кога овој простор бил епицентар, значи било место во кое што се случувале сите поважни збиднувања во нашиот град, музички, спортски, културни и слично, значи градскиот парк бил навистина преполн со наши сограѓани. За жал времето направило да овој објект помине низ различни фази на функционирање, каде што долго време беше, да не речем, подзапуштен, значи подзаборавен од нашите сограѓани. Многу ретко кои граѓани доаѓа, освен рекреативците кои што беа во салата, навистина еден од императивите ни беше да го вратиме тој поранешен сјај и започнавме скромно со најнапред отворивме еден објект кој што од угостителски карактер. Освен дискотеките кои што беа, ни треба луѓе во текот на денот. Значи не само двете дискотеки во текот на ноќните часови, ни требаше лица кои што се движат во текот на самиот ден. Го отворивме првиот објект кој што имаше угостителски карактер, сосема солидно, го привлече вниманието кај нашите сограѓани и како
како домино ефект веќе започна доста заинтересирани закупувачи да доаѓаат, се отвори еден, друг, трет локал. Значи можам да кажам слободно дека повеќе нема слободни деловни објекти кои што ќе имаат угостителски карактер, односно во моментов имаме односно магазински простори, деловни објекти кои што немаат угостителска дејност, веќе по нивното ослободување им даваме угостителски карактер за да дополнително придонесеме за дополнување на содржините кои што ги нудиме во спортската сала Гимиџи. Конкретно станува збор значи за просторот кој што се наоѓа до ајде да не споменуваме имиња на деловни на правни лица, да не се свати како реклама. Значи од северната страна на спортската сала постои уште еден простор кој што е веќе на оглас, веќе е понуден на заинтересирани закупувачи, кој што до сега беше сала за боречки спортови. Сакаме и целиме во следниот период да добие закупувач кој што ќе има угостителски карактер, дали ќе биде ресторан, дали ќе биде ланч бар, дали ќе биде нешто слично, дали ќе биде кафич. Наистина сметаме дека таа слика која што ја нудиме од северната страна, односно од страната према градскиот парк, да добие комплетен нов лик со раздвиженост, со разни содржини кои што граѓаните кои што рекреираат, спортуваат, па и шетаат низ самиот парк да можат сите своји потреби да ги се повеќе и повеќе Велешани доаѓаат во градскиот парк. Јас сум сведок на тоа, кажав неколку пати. И пред самиот крај, директоре, јас ќе ве прашам дали може би остана некој друг проект што не го споменавме во текот на нашиот разговор. Така, значи би сакал само уште во контекст на ова што го разговаравме до сега. Значи, граѓаните знаат на општина Велес дека ние најавивме еден проект, современ фитнес центар кој што се располага, кој што се простира на нешто повеќе од 500 метри квадратни, значи беа планирани 2 сали, аеробик сала и фитнес сала. Ние справите кои што беа и машините кои што беа во салата за гимнастички спортови Партизан ги пренесовме во салата Гимиџи. На 200 метри квадратни е оваа сала, оваа фитнес сала. И на 200 и повеќе метри квадратни е аеробик салата која што се наоѓа исто во овој фитнес центар. И размислувавме сериозно за да го направиме за конкурентен, атрактивен и современ, во смисла дека ќе биде место каде што сите наши сограѓани ќе доаѓаат во спортската сала, дали за фитнес, дали за аеробик, пилатес и слично. Веќе ги реновиравме дел од гардеробите, веќе од наредната недела ќе се реновира и санитарните јазли кои што се наменети само за аеробик салата, значи ги изголемуваме условите кои што ги нудиме таму. Меѓутоа, за жал, не сме во можност, бар во овој момент, опремата која што ја нудиме во фитнес салата да ја осовремениме, односно да инвестираме во нови фитнес прави кои што знаете дека коштаат прилично многу. Така да во еден од слободните простори кои што се наоѓа во рамките на спортската сала Гимиџи, значи се ослободи еден прилично поголем простор од 250 метри квадрати. Беше слободен неколку месеци, управниот одбор одлучи да дозволи во интерес на граѓаните, во интерес на сите оние кои што вежбаат фитнес, да кажам, во нашиот град, да им овозможиме да се отвори приватен фитнес центар кој што граѓаните се сведоци навистина е современ, со нови справи, со одлични услови. Едноставно да кажеме дека не можевме на граѓаните да им оневозможиме современ фитнес центар во услови кога ние не можеме тоа да го направиме. Овака на приватен заинтересиран закупувач го дозволивме функционирањето на овој фитнес центар и навистина граѓаните се задоволни од тоа како функционира овој објект. Со напомена дека нашата идеја, нашиот проект не запира, значи не замира, меѓутоа кога ќе дозволат финансиските можности, верувам дека ќе продолжиме понатаму со реализацијата на нашата замислена идеја и нашиот замислен простор. Така. Последното прашање ми беше дали некој проект го изоставивме во текот на нашиот разговор како за крај на нашата емисија. Мислам дека генерално опфативме се, нешто ако
не сме опфатиле, ќе се видиме во следна прилика. Господине Табаков, јас ви благодарам за вашето гостување. Се надевам дека ќе видите повторно дел од нашата утринска емисија во некоја наредна прилика со некоја успешна реализација од вашите сите проекти кои што ги кажавте. Благодарам на поканата. Така.